Италијанската компанија Кондево во Штип, Гентер и Акопласт во Прилеп, Леар во Гостивар, ОДВ Електрикс во Охрид и Струга градат фабрики во моментов, а наскоро и Ванхол ќе започне со изградба на својата втора фабрика, пренесува МИА. Со овие инвестиции ќе се отворат над 5000 нови работни места во Македонија. Дополнително, американската автомобилска компанија КСС која заврши изградбата на фабриката во Кичево, од наредниот месец треба да започне со производство, а во неа ќе се вработат 1000 лица. Стотици работни места ќе се отворат и индиректно преку соработката на овие компании со домашни добавувачи. До април, кога официјално треба да заврши со изградбата на фабриката во тир зоната Штип, ќе почне со производство и италијанската компанија Кондево. Се работи за гринфилд инвестиција во вредност од над 40 милиони евра, со која ќе се отворат минимум 250 нови вработувања. Во технолошко-индустријската развојна зона во Прилеп се градат 2 нови фабрики. Акомпласт ќе овозможи 150 нови вработувања, а американски Гентерм ќе отвори нови 2000 директни вработувања, како и голем број индиректни вработувања преку можноста за соработка на локални компании. Пред 3 дена и белгиски Ван Хул подпиша договор за проширување на производствените капацитети. Инвестицијата е вредна над 15 милиони евра, а ќе се вработат повеќе стотици луѓе. Во Тетово, со изградбата на фабриката на американски Леар за производство на автомобилски навлаки за седишта, ќе се отворат нови 2000 работни места. Годинава во Македонија ќе градат фабрики и германската ГЕС за производство на соларни панели и македонските Хајтек и Тетепласт.